Вечерва со вас, во Дневникот на КТВ, Лилјана Митрова. Почитувани гледачи, добро вечер. Почнува централниот дневник на КТВ телевизија, а во прилог на станите кои го одбележаа денот. Денеска заседаваше Советот на општина Кавадарци. Ја одржа 13-тата редовна седница. Беа усвоени значајни одлуки и програми. Утврдени и годинашниве добитници на наградата 7 септември, која се доделува по повод денот на ослободувањето на Кавадарци. Советот на општина Кавадарци ја одржа својата 13-та редовна седница на која советниците расправаа и одлучуваа по обемен дневен ред кој опфати повеќе значајни точки од сферата на комуналната инфраструктура, урбанизмот, локалниот економски развој и финансиското работење на општината. Седницата започна со расправа по 6-месечниот извештај за работењето на јавното предпријатие Комуналец. Директорот Гоце Ангеловски се осврна на голем дел од реализираните проекти во извештајниот период, нагласи дека жителите пијат најквалитетна вода со висока контрола и дека ЈП Комуналец е меѓу ретките во државата чиј капитал постојано се зголемува. Советникот Јован Златевски го поздрави работењето и рече дека предпријатието бележело зголемени приходи. Советниците од опозицијата изнесоа и критики за работењето. Повторно беше споменато дека во Комуналец има превработеност. Советниците од владеачкото мнозинство пак го пофалија работењето и напорите за воведување и постојано подобрување на квалитетот на услугите кои ги нуди комуналното предпријатие. Беа разгледани и усвоени извештаите за работењето на јавното предпријатие Паркинг и градски превоз, исто така беше дадена согласност за долгорочно задолжување за модернизација на услугите кои ги нудат. Во рамки на 13-тата седница на Советот на општина Кавадарци беше разгледан и кварталниот извештај за извршувањето на буџетот за вториот квартал. Буџетот на општината за оваа година е димензиониран на 2 милијарди 32 милиони 933 илјади денари, при што во првите 6 месеци од годината биле остварени вкупни приходи по сите основи во износ од 826 милиони 954 илјади 898 денари или 40,69% од планираното. Се констатира стабилна реализација на планираните приходи согласно предвидената динамика за првата половина од годината. По повод предстојниот празник 7 септември, денот на ослободувањето на Кавадарци, Советот на општината денеска донесе одлука за доделување на престижната општинска награда 7 септември. Наградата оваа година ја добиваат доктор Благојче Митев за особен придонес во областа на здравствената заштита, Фондација Никола Јанчев Кавадарци за особен придонес во областа за развој на општина Кавадарци, Методи Каровски посткумно за особен придонес во областа на спортот. Наградата 7 септември се состои од плакета и диплома, а на овогодинешните добитници и нивните представници свечено ќе им биде врачена на свечената седница на Советот. По претходно добиена согласност од Министерството за образование и наука, Советот донесе одлука за формирање на паралелки со помалку од 24 ученици и комбинирани паралелки во општинските основни училишта во општина Кавадарци во учебната 26-27 година. Советот одлучи на секое семејство кое го запишало своето дете прваче во основно училиште на територијата на општина Кавадарци во новата учебна година да биде доделена еднократна парична помош во износ од 2.500 денари. На денешната седница за 2 часа се продолжи работното време на угостителските објекти за време на одржувањето на манифестацијата Тиквешки гроздобер 2026. Денес на кружниот тек на Северен булевар во Кавадарци се реализираа завршните активности. Се обележуваше хоризонталната сообраќајна сигнализација и се поставуваа сообраќајните знаци. Со асфалтирани 5300 метри квадратни. Проектот е во својата финална фаза и наскоро кружниот тек ќе биде целосно ставен во функција. Продолжуваме со работа до целосна реализација. Македонија има најниски цени на горивата во регионот. Состојбата се следи и ќе се носат мерки, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Ако ја оставиме политиката на страна и почнеме да ги гледаме бројките, ќе дојдеме до заклучок дека во моментот, бидејќи сите купуваме од исто место,
не купуваме од различно место, сите купуваме од исто место нафта и нафтени деривати. Граѓаните во Македонија, но и граѓаните на дел од соседните земји доаѓаат во Македонија на бензинските македонски пумпи да ги полнат резервоарите на своите автомобили и на своите превозни средства. Ние како влада обезбедуваме не само за македонските граѓани, за отприлика 50-60% е зголемен вкупниот волумен на бензин и на дизел гориво кој што се продава изминативе месеци, а при тоа успеавме да ја одржиме макроекономската стабилност во државата, инфлацијата да ја намалиме на најниска во регионот 2,3% на годишно ниво во јули месец и 1,7-1,8% на мало трговијата. Така што кога веќе оставаме политиката на страна и кога зборуваме за бројките, ова се фактите. Кога ќе го споредиме тоа со бројките од, да речеме, 2022 година, кога имаме инфлација исто така во јули месец 16%, кога сме убедливо на дното заковани во регионот, тогаш, кога ќе ги анализираме бројките, тогаш и сега можеме да направиме јасна разлика помеѓу водството на државата тогаш, кога беа СДСМ и ДУИ и ова влада која што ја предводи ВМРО ДПМН со коалиционите партнери Вреди и Знам. Имаме план, имаме стратегија, целата оваа состојба, за жал, ќе потрае малку подолго од тоа што се предвидуваше, односно може да потрае неколку години, така што оваа состојба која што сега имаме на ниска инфлација, најниски цени во регионот, а при тоа да обезбедиме солиден економски раст и макроекономска стабилност ќе продолжи понатаму. Мицкоски ги изложа земјоделците и ги остави сами. Следува криза и уште поскапа храна, рече на денешната пресконференција подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Јована Тренчевска. Цените на дизелот надминаа 100 денари за литар. За 43% се покачени во изминатите 6 месеци, што значи цените на храната повторно ќе растат, а владата на Мицковски не превзема ништо. Ценовниот бран сега ќе биде уште потежок затоа што половина од семејниот буџет на македонските граѓани оди на храна и пијалоци. Потрошувачката кошничка веќе достигна речиси 70.000 денари, а платите не мрдат. Сега секој нов денар на лебот, млекото, зеленчукот и овошјето директно удира врз семејната трпеза. Директно се засегнати и македонските земјоделци. Поскапо гориво, значи поскапа обработка на нивите, поскап транспорт, поскапо производство и на крај поскапа храна. Поради неспособноста на Мицковски и неговата влада, Македонија веќе го живее почетокот на кризата. Земјоделците гледаме дека денеска повторно протестираат за откупни цени на пиперката, кои владата на Мицковски им ги вети, ама не ги испорача. Ги излажа. Откупот на пиперката не се решава со лаги и манипулации, туку со конкретни мерки. СДСМ ги поддржува барањата на земјоделците. Во време на СДСМ откупната цена беше 50 денари по килограм. Сега владата треба да обезбеди и повеќе од 50 денари заради зголемени трошоци за производство во целокупниот сектор за земјоделство. Земјоделецот не живее од пресконференциите на Мицковски и лажните ветувања. Живее од цената на својот производ, од сигурен откуп на времена исплата. Од тоа дали може да купи гориво, семе и ѓубриво за следната сезона. А токму тие трошоци растат. Субвенциите доцнат или се намалуваат. Горивото поскапува, ѓубривото поскапува, наводнувањето е проблем, а уште сакаат да градат и дата центри. Ова е системско уништување на домашното производство и губење на прехранбената сигурност на државата. Македонија има земја, вода, сонце, традиција и вредни земјоделци. Може да произведува храна и за себе
и за регионот. Цел свет се подготвува за глобален проблем со поскапа храна, само владата на Мицковски не превзема ништо. Со ваквата политика на ВМРО ОКГ, земјоделците едва и преживуваат, домашното производство се намалува, зависноста од увоз расте, а храната ќе станува се поскапа. Владата предводена од ВМРО ДПМН инвестира во здравствените работници. Нови 300 специјализанти по високи плати за 40% до крај на мандатот. Порача од владејачката партија на денешната пресконференција. Кога зборуваме за јавното здравство, мора да зборуваме и за луѓето кои се неговиот најважен столб. Лекарите, медицинските сестри, специјалистите и сите здравствени работници. Затоа, владата предводена од ВМРО ДПМН презема конкретни чекори за решавање на еден од најголемите проблеми со кои се соочува здравствениот систем – недостигот на медицински кадар. Владата донесе одлука да го откочи процесот и да овозможи вработување на преостанатите 300 приватни специјализанти до крајот на 2026 година. Со ова се заокружува предвидената бројка од 600 приватни специјализанти, од кои првите 300 веќе се вработени. Приоритет ќе имаат општите и хируршките болници надвор од Скопје, како и дефицитарните медицински профили. Тоа значи дека ќе го јакнеме здравствениот систем таму каде што има најголема потреба. Процесот ќе продолжи преку обновување на повикот и изразување интерес од кандидатите кои останаа надвор од првиот бран на вработување. И ова е сериозна подршка за младите лекари. Но уште поважно, ова е инвестиција во еднината на македонското здравство. Граѓаните од Штип, Тетово, Кичево и другите градови и региони мора да имаат пристап до специјалистичка здравствена услуга во своето место, а не да бидат принудени за секој преглед или интервенција да патуваат во Скопје. Со вработувањето на овие специјализанти им даваме перспектива на младите лекари, но истовремено обезбедуваме и посилни јавни здравствени установи низ целата држава. Паралелно со решавање на кадровскиот дефицит, обезбедивме и раст на платите на здравствените работници и соработници во јавните здравствени установи. Овој раст е резултат на договорите што владата ги потпиша со репрезентативните синдикати и е предвиден како долгорочен процес. Само во 2024 година средствата за плати во здравството се зголемија за 10%, додека за 2025 година беше предвидено дополнително зголемување од 5%, а за тековната 2026 година од 5 до 7%. Средствата за плати во здравството за следната 2027 година предвидено е да се зголемат за уште 5 до 7%, додека за 2028 година од 7 до 10%. Тоа значи дека во периодот опфатен со договорите, растот на платите во здравството ќе надмине 40%. Особено внимание посветуваме на медицинските сестри и средниот медицински персонал, кои секојдневно се на првата линија во грижата за пациентите, кои на крајот од 2024 година добија нето покачување од 3850 денари. Нашите здравствени работници заслужуваат подобри услови за работа, повисоки плати и сигурна професионална перспектива, затоа што здравствените работници се инвестиција во здравјето на секој граѓанин. Со конкретни мерки, чекор по чекор, владата предводена од ВМРО ДПМН гради здравствен систем со повеќе лекари, повеќе специјалисти, подобро платени здравствени работници и поквалитетна здравствена услуга. Алиби на Мицкоски за избори спремаат руски и српски служби. Ново сценарио за етнички тензии. Обвинувања од опозиционата СДСМ. Мицкоски очајно бара алиби за избори. Внимавајте, самиот кажува дека не сака предвремени избори, но истовремено моли да му биде фрлена ракавица или веројатно поточен изразот да му биде фрлена гума за спасување од страна на опозицијата. Тоа е неверојатно спротивно на она што самиот го кажува. Уште еднаш на почетокот да му порачам дека СДСМ нема да биде алиби за ова сценарио во кој што он има само улога, макар и главна, но не е режисер. Тој не сака да признае дека главниот проблем
и главната причина зошто бара превремени избори е празниот буџет. Негов главен проблем се бројките. Он има полни бројки во собранието, има мнозинство и затоа му е тешко да објасни зошто воопшто и му требаат превремени избори. Но нема полни бројки кај резултатите од неговото работење и нема полни бројки кај буџетот. Резултатите се нула, буџетот е нула, испразнет. Поточно кажано, украдени се парите. Секоја недела имаме нови задолжувања. Меѓутоа, тоа сценарио веќе не може да оди до недоглед. И затоа се потребни воднени избори. Сето тоа се работи сценариото е работење на лична материјална корист, но истовремено исполнување на руската и српската анти-ЕУ агенда. Бидејќи единствено нив им одговара Македонија да остане надвор од Европската унија како некоја тампон зона. Ова се разбира му одговара и на Мицкоски лично, затоа што со отварање на преговорите кај нас треба да почне да функционира европското законодавство или што е уште поголем проблем за него европско обвинителство. А ако дојде европското обвинителство, тогаш се работи за испитување за криминалите, а се разбира не сега да има истрага за аферите за криминалите и така натаму. Пази кој паралелно најавува избори. Нормално Вучич. Мицоски мора да распише избори во исто време, затоа што не може да си дозволи да му се повтори сценариото со Орбан. Очекуваше од тамо да дојде позитивен бран, видовме што му направи унгарците на Орбан. Сега се плаши дека ако почека прво да има избори во Србија, а Вучич да заврши како Орбан, тогаш се знае дека следниот на дневен ред да заврши така е токму Мицкоски. Затоа покрај 40% Орбанови медиуми во Македонија, тоа не беше доволно, па сега сведочиме за тешка српска медиумска артилерија, која што токму тој овозможува преку алогрупата и лиценцата на Euronews. Грижата на талогот од СДС и Филипче за граѓаните во случајот со модуларните заврши со 14 мртви пациенти, но сега има власт која се грижи за секој еден граѓанин, порача Миле Левков од ВМРО ДПМНЕ. Венко Филипче, како прв човек на Социјалдемократскиот сојуз, а поставен на тоа место од неговиот другар Зоран Заев, кога станува збор посебно за здравство, треба да молчи. Неговите кажувања дека обвинителството не покренало обвинение против него, покажуваат само дека обвинителот Ислам Абази е слеп пред доказите. Непокренувањето на обвинение е се, само не е доказ дека Филипче е невин. Зошто? Бидејќи од предметот за модуларната во Тетово се гледа дека Филипче воопшто не го интересирало мислењето на вработените во Министерството за здравство и стручните лица. На вработените им било јасно дека Филипче сторил криминал во случајот со 19 модуларни болници. Поточно, ова било видливо од фактот што ниту едно стручно лице не сакало да се потпише на анексот на Филипче, изготвен по пожарот во модуларната болница во Тетово, а со цел тој да се спаси од одговорност. Почитувани, сведочиме на низа на пропусти при процедурата и самото поставување на модуларните болници. Воедно, факт е само тоа што Филипче не постапува од своја идеја. А сите знаеме дека резултатот тоа се изгорени 14 пациенти во модуларната во Тетово. Затоа талогот од СДС, заедно со првиот човек Филипче, може би е најдобро да не кажуваат дека се грижат за здравието на граѓаните, бидејќи сите сведочиме како завршува нивната грижа со мртви пациенти. Во соработка со локалната самоуправа, во Кавадарци свечено беше отворена меѓународната ликовна колонија Михајлово. Значаен јубилеј кој одбележува 3 децении посветеност на уметноста и културните вредности. Под кураторство на ликовниот уметник Владимир Темков, Михајлово низ годините прерасна во една од најзначајните ликовни манифестации во земјава, поврзувајќи домашни и странски автори. Јубилејното издание започна со изложбата Постапките на животот на турската уметница Мелиха Тузун, а во деновите што следуваат, уметниците ќе творат во амбиентот на Моклиште, инспирирани од природата, традицијата и духот на тиквешијата.
Кошаркарите на Соколи од Штип се новите членови на Суперлигата. Во конкуренција беа и екипите на Феникс и Шкупи, кои не ги исполнуваа условите на Кошаркарската федерација. Екипата на Соколи од Штип и официјално е новиот кошаркарски суперлигаш на Македонија, откако раководството на Македонската кошаркарска федерација одлучи токму штипјани да го добијат испразнетото место во елитното друштво под дисквалификацијата на Чаир. По распишаниот оглас од федерацијата, 3 клуба испратија апликации да го завземат местото на Чаир, но Македонската кошаркарска федерација реши да ги одбие Феникс и Шкупи, официјализирајќи го суперлигашкиот статус на клубот од Штип. Феникс во моментов не ги исполнува условите за пополнување на испразнетото место, додека Шкупи, кој во сезоната 2025-26 не учествуваше во системот на надпреварување, откако поради неисполнети финансиски обврски не го оствари правото на настап во првата македонска лига мажи, не ги исполни пропишаните услови за стекнување право на настап во највисокиот степен на надпреварување. Со прифаќање на предлогот од страна на управниот одбор на федерацијата, Суперлигата мажи во сезоната 2026-27 ќе ја сочинуваат МЗТ Скопје Аеродром, Маџари, Пелистер, ТФТ, Кожув, Тиквеш Голден Игл, Куманово, Работнички, Струмица и Соколи од Штип. Штипјани беа доста активни на пазарот, па за тренер го ангажираа поранешниот селектор Маријан Србиновски. Потоа ветераните Никола Караколев, Александар Костовски, Ивица Димчевски и Јован Александровски, а подпишаа и двајца американци, Кам Хамилтон и Джей Пал, со што создадоа апсолутно респектабилен и квалитетен ростер за Македонската Суперлига. Ракометниот Суперкуп ќе се игра во Гевгелија. На 2 септември во борба за првиот трофеј ќе се сретнат Вардар и Охрид. Ракометната федерација на Македонија и официјално соопшти дека новата ракометна сезона ќе започне во Гевгелија. Конкретно, куќето на македонскиот ракомет го одреди домакинот на надпреварот за трофејот во Суперкупот на Македонија за 2026 година. Во среда, на 2 септември, во спортската сала 26 април во Гевгелија, силите ќе ги одмерат екипите на Вардар и Охрид. Двете екипи ќе се борат за првиот трофеј во новата сезона, во надпревар кој е закажан во терминот од 19 часот. Предходно Гевгелија беше домакин на Суперкупот и пред 2 години, кога Алкалоид го победи Еврофарм Пелистер. Се очекува вистинска битка за првиот сезонски трофеј и ракометен спектакл кој сигурно ќе предизвика големо внимание кај јавноста. И како увертира, екипите на Вардар и Охрид веќе одиграа 2 меѓусебни средби. Играа во финалето на традиционалниот струшки турнир и во финалето на охридскиот турнир Крстеан Доновски. Во двата дуела победи екипата на Охрид, но сепак Суперкупот е сосема поинаква приказна. Сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Попладне наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурата ќе се движи до 36 степени. Почитувани гледачи, ова е крајот на централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодарам што не следевте и ви посакувам пријатна вечер.